Затоа што се уште не се решава 10-годишниот проблем со руинираното училиште кое е опасно по животот и здравјето на децата. Мирниот протест се одвива под паролите бојкот на настава во училиште Старо 1 век, бараме современи услови за учење и слично, а на вратата од училиштето од 1924 година пишува строго забранет влез заради безбедности причини. Министерството за просвета, како министерот Новковски, да прошетат широ Македонија да види ваква слика дали постојат негде во нашава република. Сега не сте на училиште, зошто? Затоа што нема услови за настава. И до кога нема да одите на училиште? Се додека не направа нова школа. Зад бојкотот стојат местната заедница, Советот на родители и училишниот одбор, кои преку координативното тело бараат решение за изградба на ново училиште и решение за разрешување на директорот заради неговата неактивност и неажурност во реализацијата на изградбата на новото училиште. Организаторите на бојкотот велат дека тој ќе продолжи се до исполнувањето на нивните барања. Според координативното тело, проблемот со кој се запознати највисоките државни и сите други надлежни инстанции нема политичка позадина. Сепак граѓаните се чудат како владата наоѓа пари за изградба на 35 спортски сали, а не го решава нивниот проблем од кој страда здравјето на децата. Нема ни услови, ни вода, ни ништо, нема најлошо што може да биде. Имаме таква скала што не може возрастен човек да оди по двајца да се размена, а камоли во млас ученици да одат горе и има скоро секоја година скршеници. Директорот на училиштето Бранислав Плюшковски не се сложува со бојкотот и ги повикува родителите и учениците да дојдат на настава. Во Подгорци, печалбарско село во општина Лабуниште, кое е на 12 километри оддалечено од Струга, има околу 2500 жители од повеќе етнички заедници, кои живеат во толерантни односи. Барања со горење бухи. Средба со министерот за образование, господин Ненад Новковски. Значи, овие се заклучоците, а ние ги поставуваме како барања до представникот на Министерството за образование, бидејќи сметаме дека тој е тој што треба овие барања да ги проследи до министерот и да ни обезбеди средба со министерот. Второ барање решение за изградба на ново училиште и трето барање решение за разрешување на директорот. Овде, ова е кратко напишано, образложение за сето имаме. И тоа, петиции кои што се подпишани, ги имате пред вас на увид. Дали нешто друго ве интересира во врска со ова? Добро, јасно. Беше подпишано од сите можни релевантни фактори на ова наша општина, преседавач на совет, градоначалник, училишен одбор, совет на родители, единствено не подпишано од директорот. Тоа писмо беше прочитано на тој собир на граѓани и изазва голем револт. Лично директорот дури беше прочитан и одговорот од представникот на Ela